Благодарам, господин Джафери. Почитуван колега Крсто Јовановски. Во вашиот говор истакнавте дека ги браните уставот, законите на државата. Впрочем, тоа и ние го правиме во овој изминат период. Се трудиме да стоиме на браникот на процедурата, на законот, на уставот. Во овој случај, барањето на Социјалдемократскиот сојуз или може да речеме барањето на Зоран Заев за разрешување на Марко Зврдевски е единствената работа која може би се случува и намера. Мене токму тој ме загрижува, тој однос на тој Зоран Заев, затоа што беше единствен политичар од кого се побара писмена гаранција за зачувување на унитарност на Република Македонија. И тој ја даде. За жал, единствен политичар кој мораше писмено да даде гаранција и таа гаранција е злоупотреба. Од тука е мојата загриженост кон еден таков политичар кој ја води Македонија и до каде ќе ја доведе. Нема да ги реши проблемите на македонците, нема да ги реши проблемите на нити една друга заедничка, нити друга една етничка заедница. Напротив, се повеќе и повеќе прави поголем јас меѓу сите нас и не ги решава проблемите. Уште повеќе ќе се створат поголеми проблеми. Мислам дека тоа ќе го сватат партијците на Социјалдемократскиот и прошироката јавност, мислам дека треба на некој начин и самите тие да реагират, а не да останат неми на сите тие случаи. Но јас би сакал да напоменам една работа. Дефокусирањето на реалните проблеми кои ги тиштат македонските граѓани. Ги напоменавме многу, меѓутоа ме загрижува една работа, друга. Во Струмица се случија немил настан. 2 дечиња се устрелани од некој си службеник. За жал, Министерство за внатрешни работи не реагира. Тука е проблемот. Ние ќе дебатираме, ќе кажуваме, значи, она што им се случи на тие дечиња, никој не излегува да каже што и како се плашат. Наводно тоа лице, тој таму одговорен во службите, бил многу скоро ставен и ајде да почекаме да видиме како тој ќе работи во иднина и може би требаше 100 луѓе да си степат, па да речеме тој е одговорен за неговата работа. Тука е проблемот. Проблемот е зашто не се реагира за секојдневните проблеми на граѓаните. Во односи на пожарите, во односи на секојдневните екзистенцијални проблеми на граѓаните. Водоснабдувањето, пожарите, откупот на земјоделските производи. Јавниот обвинител е точка на дневен ред. Да, точно, меѓутоа Колега Трајчо Димков. баш заради јавниот обвинител намерно е остала точката да се луѓето да мислат дека ние зборуваме ништо, за сите други проблеми останат нерешени, едноставно да мислат граѓаните дека ништо не се случува, тука ние зборуваме само за јавниот обвинител. Токму граѓаните ќе ценат по однос на тоа што го тврдите, а по однос на внатрешни работи